со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани. Денеска е уште една среда, 5 април, време е 11:07 минути, време за магазинот Круг. Политичката состојба во Македонија неодмилива тема, со оглед на тоа дека работите се движат во правец во кој што не се ни движат. Така што повторно ќе разговараме на оваа тема со оглед на тоа дека денеска има едно продолжение на конститутивната седница на Собранието, меѓутоа како што стојат работите и денеска веројатно ќе биде расправата сведена на она што значи процедурални забелешки без суштина. Кога и како ќе заврши оваа седница и дали ќе заврши засега, никој не може да каже. Социјалдемократскиот сојуз вчера и завчера заседава во обид да најде некој начин како да се деблокира оваа состојба. На улиците во Скопје понатаму продолжуваат секојдневните масовни протести. Поседата на Доналд Туск во ова исто така ќе биде дел од темите за разговори. Медиумите, мој ваш денешен гостин е мојата колешка Катерина Нешкова. Але добар ден, ти благодарам што ја прифати поканата. Воедно ќе се обидеме да го вклучиме и министерот за надворешни работи Никола Поповски, кој денеска е во Страсбург, каде ќе учествува на состанокот на делегацијата на Европскиот парламент со мешовитиот парламентарен комитет. Таму ќе има средби и со Иво Вајгел. Тема е секако и политичката ситуација во Македонија. Кате, ајде, ти си долгогодишен новинар, собраниски процедури, како ти изгледа собраниската расправа? Може би ова е една од најкомплицираните состојби во кои што собранието се нашло изминативе 10 години. Имаше слични ситуации кога процедурата на овој начин беа толкувани различно од едната и од другата опција и како резултат на тоа гледавме, не знам, неделни седници од овој тип. Мислам, актуелниот предлог за председател на собрание Талат Джафери може би најсоодветен пример за тоа како може собранието да биде блокирано. Нели го паметиме она негово молчење и цитирање на поезија, што не е многу поразлично од она што денови го гледаме, иако може би прашањата за кои што се говори сега се длабоко по-суштински, иако се многу малку застапени. Не можам да кажам какво ќе биде решението, бидејќи и самите политичари внатре не можат да го дали не можат или не сакат, не сум се уште сигурна, меѓутоа за сега не гледаме како оваа седница би завршила. Дали би завршила со избор на членовите на комисијата за избор и именување и со тоа нели избор на председател на собранието, или пак ќе се сведе на затварање на оваа седница и отварање на една нова точка која што би значила распуштање на актуелниот состав, односно распишување на нови избори. Позициите се јасни. Да. Значи, не само што се јасни, тие се диаметрално спротивни. Тоа е можеби поголемиот проблем. Продолжува да го довлекува. Не се ни паралелни, не се ни некако хаотични, туку се буквално диаметрално спротивни, што значи дека едните влечат сосема на една страна, другите на друга. Затоа и не можеме да го согледаме сега решението, не можеме да говориме за една или за друга опција. Меѓутоа, сите опции кои што веќе беа споменувани во јавноста, одседнување на најстариот член на собранието како председавач, како што нели бара СДСМ со цел да стави точка на дневен ред и гласање, на пример за ограничување на говорите на претенците, и скратување на расправата и доаѓање до финишот, односно до гласањето на Имам чувство дека голем дел од оние претеници кои што се од мнозинството на СДСМ некако како да не го познаат баш деловникот во и Па може би не им одговара сега да не го познава деловникот. Тоа се дел од тактиките кои што ги применуваат. Научени сме. И ти си бил во собрание, јас сум била во собрание долги години. Знаеме дека тактизирањата се буквално секојдневни. Тие си калкулираат колку минути ќе ги има на телевизија, кога ќе ја кажат репликата, кога ќе биде процедурално, кога сакаат да испровоцираат некој пратеник. Независно од тоа што навистина процедурата налага во таков момент или деловникот веќе станува
помалку битна. Јас сум и правник по професија и мене ме боли кога гледам дека одредени правила се кршат, меѓутоа политиката и правото нечесто одат заедно или ако одат тогаш се работи за интерес, за чист интерес. Парламентот е простор каде што и ваков начин на демократија се тренира. Да, сигурно и го гледаме. И добро е, мене не ми пречи толку многу отколку можеби трошењето на народни пари, иако не знам дали тоа залудно ако се дојде до некое решение, нема да бидат ни залудно фрлени. Меѓутоа добро е пратениците да ги гледаме во светло во кое што гледаме дека знаат, а не пречитуваат правила, не знаат правила, изигруваат правила, се борат да дојдат до збор. Не е толку лошо да ги гледаме во едно вакво светло за да видиме кој колку вреди. На крајот на краиштата, ако не сега брзо, избори сепак ќе дојдат, па граѓаните ќе можат да проценат врз основа и на таквите нивни настапи како да гласаат. Мислиш дека одржување на избори е единственото логично решение за излез од оваа ситуација? Логично, единственото можно, најверојатно. За логични решенија веќе одамна престанавме да зборуваме уште пред 3 години. Многу логични решенија пропаднаа во вода и дојдовме до многу нелогични решенија според мене, вклучувајќи ги нели и договорите кои што се случија во Пржино, кои што беа изнудени од меѓународната заедница, држава која што 20 години гради институционална демократија, да се сведе на неколку дури ни неофицијални, тоа не беа разговори во рамките на канцелариите на Европската унија, туку многу неформални во буквално домот на еден амбасадор. Затоа велам изборите можеби не се најлогично, меѓутоа можеби се единствено можно решение. Дури и да се формира влада од страна на СДСМ и на ДУИ, така како што тие инсистираат, не верувам дека таа влада би во една ваква ситуација кога институциите се разкланкани, кога не сме јасно, не сме на чисто што станува со платформата, колку од неа ќе биде примената, колку брзо ќе се одвива незината имплементација, ниту па како ќе функционираат односите СДСМ ДУИ персонално, таа влада не би траела долго, така да избори како и да е би дошла. И тогаш такви некои избори на кои што јасни ќе бидат позициите во однос на овие сега веќе суштински државнички прашања, јазик, значи двојазичност, химна, знаме, тогаш би граѓаните би се изјасниле и би дошле до една поинаква, можеби поинаков распоред или сличен распоред на силите, меѓутоа многу појасен, постабилен, кој што би донела постабилна влада. Ги следиш долго време и албанските политички партии, како ти изгледа однесувањето на ДУИ, зошто вака се позиционира? Види, ДУИ искористи можеби шансата која што им ја отвори СДСМ пред изборите. Барањата на ДУИ можеби оние зборам за крајни националистички барања, вклучувајќи менување на химна со кое што би се поистоветиле албанците, бидејќи тие велат дека не се поистоветуваат, вклучување на државен символ во рамките на знамето, кој што ќе ги вклучи албанците, целосна двојазичност на територијата на Република Македонија и негова службена употреба. Значи тоа не се некои нови барања на ДУИ, меѓутоа се барања со кои што таа знае да си ги крева позициите во преговорите за влада. Вакво отворено настојување на таквите барања не ни се случило одамна, а тоа е резултат на тоа што на некој начин, повторно ќе речем, СДСМ ја подотвори вратата со цел да привлече албански гласови. И сега ДУИ се обидува да си ги поврати таквите гласови со тоа што ќе оди еден чекор понапред. Ние ги паметиме изјавите на Заев, без разлика дали се дадени во микрофон или се дадени пред гласачи, меѓутоа се евидентирани, во кој што тој ветува или говори за некаква двојазичност на целата територија на Република Македонија, како да е нешто што не задира во државноста, односно тој не го доживува како нешто што го задира во државноста на Република Македонија, и како резултат на тоа е многу лесно да го даде или да го вети. Ја имам перцепција, чувство дека моментално во политичката ситуација во Македонија дуе она кој креира движењата на начинот како ќе се решава кризата, и сега да прашам дали сметаш дека ДУИ некако нема можеби идеја како да се надмине тоа или пак калкулира во...
не е дека нема идеја, калкулира, иако на позициите на Дуј се многу слабени, мора да кажеме во однос на претходно. Ова е шанса да повторно да станат фактор. Значи колку и да говориме дека тоа е партија која што носи најголем број на албански гласови, сепак математиките покажуваат дека таа изгуби голем број на гласови, дел во нивните 10 пратеници се клучни за коалицијата на СДСМ. Па затоа калкулира, го користи, токму тоа многу се свесни. Тоа е партија која што можеби е најдолго на власт во Република Македонија. Да, значи таа беше и со СДСМ и со ВМРО, значи има стаж на власт и знае да ги користи алатките за преговори, за повторно да дојде до некакви позиции, и затоа не е дека не знае, туку дека повеќе калкулира. Јас можам дури да се кладам дека ако дојде до промена значи до избори и до промена во математиките, односно ВМРО освои поголем број на пратеници со кои што има сигурно на нови избори, дека Дуј повторно би седнала на преговори со ВМРО ДПМН. Дали ВМРО би седнала? Тоа е веќе друга математика, иако мислам дека и тогаш ќе бидат приморени како што тоа го направија во 2008 година. И не знам дали тогаш тоа би зависело од позициите на БЕСА. ДПА е видно ослабена, таа веќе речиси и да на терен да не е активна. Села се закопа во својот екстремен национализам, така да ако БЕСА успее некако да освои некои гласови, албански партнер секако ќе има во владата кој да е формиран. Мислам, илузорно е да мислиме дека ќе биде оставено дури 63 пратеници, 67 пратеници да освои ВМРО, ќе земе албански партнер со себе, така да мислам дека повторно ќе се сведе ситуацијата на Дуј. И Дуј токму затоа калкулира, не е дека толку е, велам, јака со гласови, со пратеници, меѓутоа се ги знае позициите и кога двајца, да речем условно од најголемите двајца од македонскиот блок се караат, нормално е дека партијата која што долго има искуство на власт од албанскиот блок ќе искористи шансата повторно да се најде во преговори. Тие не сакат едноставно да му отстапат место на БЕСА во преговорите и тоа е тоа. Тука правиме прва кратка пауза. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Повторно назад, поштовани, мој ваш денешен гостин, мојата колешка Катерина Нешкова од Дневник. Кате, политичкиот договор од пржинот веројатно требаше да донесе некаква разрешница на ситуацијата, особено во делот што значи одржување на избори. Тие поминаа веројатно во атмосфера како што посакуваа сите. Меѓутоа ти спомна дека претходно дека тој договор всушност не гарантираше некаква колечна излезност од целата ситуација, дали тоа сега што се случува е резултат на тоа, и особено ако видиме некако пасивноста на меѓународната заедница изминативите 2-3 месеци? Пасивноста на меѓународната заедница изминативе 2-3 недели е резултат повеќе на случувањата на меѓународната сцена. Да не ги заборавиме промените во Америка и да не ги заборавиме проблемите со кои што се соочува Европската унија и различните ставови и различните струи кои што се јавуваат во елитите во Европската унија. Ние постојано како медиуми пренесуваме официјални ставови на Европската унија, всушност ставови на Европската комисија. Да бидеме на чисто, бидејќи Европскиот парламент, меѓутоа и позициите на земјите, на државите членки на Европската унија во однос на прашања кои што се надвор од Европската унија, како што е на пример македонското прашање, во суштина се многу различни. Нема еден единствен став. Тоа е резултат на тие. Меѓутоа што се однесува пак до договорите двата, значи од пржино, дали тие нудеа решение, па ние не искористивме шансата, или пак не нудеа решение, односно беа лошо осмислени. Да. Ако веќе на тоа инсистираме како прашање, значи во рамките на пржинскиот договор беа дадени рамки во кои што требаше да се движат партиите. Меѓутоа, ако детално ги погледнеме, ние имавме можност сега граѓаните, не знам колку можат да ги имат нов вид постојано и да ги анализираат зборовите кои што се користени во самите договори. Меѓутоа, ако детално ги разгледаме, ќе видиме дека ниту еден од пржинските договори и покрај тоа што располага со датуми, со рокови, со планови, во суштина не е детален.
и не е прецизен. Значи таму се користат зборови кои што власт и опозицијата може да се ги толкуваат повторно на еден или на друг начин. Во таква ситуација, таквите договори, освен некаква се добра волја за понатамошна соработка, не значат ништо. Дали таа соработка ќе се случи или нема да се случи, повторно зависи од самите политички актери. Така да тие договори беа кажани, недокажани. Предвидува формирање на специјално јавно обвинителство, меѓутоа никогаш не остана мистерија како навистина го замислиле тоа политичките партии, дали во рамките на јавното обвинителство на Република Македонија, односно во рамките на веќе постојниот систем, што го имаме како држава, не говорам за персонални решенија, значи зборувам буквално за институции за право, за да може тоа јавно обвинителство понатаму да црпи Тоа денеска јавно обвинителство е една од точките на проблеми на сопнување, односно па затоа велам да го предвидува во президентскиот договор, меѓутоа не му го најдоа местото. Вие не можете да формирате адхок тело без точно да ги обмислите неговата положба во општеството, во државата, бидејќи таквото тело ќе залута и се случува да залутува. Значи од една страна се жали дека нема соработка со државните институции, тоа го сведува на антагонизам. Меѓутоа можеби соработката не постои затоа што СЈО не е дел од македонскиот систем. Значи нема канали по кои што тоа би можело да функционира. Кој оценуваш работата на СЈО во овој период? Како ја оценувам работата СЈО, мислам дека имаше шанса, не сум сигурна дека уште има таквата шанса, меѓутоа имаше шанса да прерасне во спасител на македонската правда, зборам за човечка, значи како граѓаните да ги доживуваат како институција во која што навистина може да се очекува правда, независно од никакви политички влијанија. СЈО пропушти таквата шанса, дали тоа го направија свесно или несвесно, дали тоа го направија под притисок на меѓународен фактор, бидејќи ја добија поддршката од меѓународен фактор, и кога вие ќе добиете целосната поддршка за ваше постоење од едно место, очекувано е дека доверба ќе му поклонувате само на тоа место и дека ќе ги извршувате неговите налози. Или пак сето тоа се направи од незнаење, не сум сигурна. Лично не ги познавам обвинителите кои што работат во обвинителството, меѓутоа од она што можевме да го видиме како дело документи, како дело дистрага која што ја водеа, се забележуваат низа процесни грешки. Значи грешки правнички кои што правник не би смело или не би требало да ги прави. Се плашам дека во иднина, значи дури и да постоеле сериозни основани сомневања, дури и да постоеле докази за одредени криминали, се плашам дека во иднина СЈО нема да може, правејќи и таквите процесни грешки, нема да може да ги истера случаевите до крај и сето тоа ќе се сведе на дневна политика. Односно си дозволуваат нивните случаеви наместо правна да добиваат политичка разрешница. Дали повеќе наликува на правен институт или на политички? Виде, ние не сме навикнати нашите обвинителства да свикуваат пресконференции за случаевите за кои што ги водат. Тоа ретко се случувало во Македонија. Значи во принцип судските случаеви биле следени по пат на брифинзи, најчесто што се добивале. Ова е еден нов начин на работа и можеби е добар, значи како транспарентност. Меѓутоа кога вие на пресконференција излегувате со квалификации или со лично мислење за обвинетите, лично мислење за доказите, личен склоп правите на приказната, тогаш сигурно дека ризикувате тоа ваше лично мислење да се поистовети со политичка партија која што има многу слични мислења на вашите. И затоа си залепија етикета, не знам дали се свесни, меѓутоа си залепија етикета дека се блиски до Социјалдемократскиот сојуз. Ниту пак со своите дејанија покажаа дека имаат желба таквата етикета да ја одлепат од себе. Гледаме обвинети само од едната политичка партија. Гледаме
критики само кон едната политичка опција. За разлика од тоа гледаме попусти, значи не зборам за игнорирање, туку зборам за попусти, ослободување од притвор, ослободување од обвиненија на лица за кои што постоело некакво сомневање дека сториле кривично дела, припаѓаат И тоа само за еден дел СДСМ. поранешната, условно кажано, или уште сегашната власт, еден дел ВМРО не за дуи нема обвинение. Да, тоа е уште посамнително дуи во преговори нели со СДСМ за влада, а ние беше 10 години заедно, ако не 10-8 години заедно со ВМРО ДПМН, меѓутоа за нив нема никакво обвинение. Тие најверојатно не разговарале на телефон или не знам. Која е судбината според тебе на дуи ќе продолжи на СДСМ мандатот или Ако обстои ВМРО на блокадата до јуни? Не. Ако обстои ВМРО на блокадата до јуни, не. Јасно е дека не. Или пак ќе се направи некаква модификација на оваа институција. Не е лошо да постои едно специјално тело кое што ќе ги расчисти сите овие настани што се случува, сите сомневања. Мислам дека ни ВМРО ДПМН не треба да има отпор кон истражување на кривични дела кои што би можеле да бидат каде што би можеле обвинети да бидат нивни членови делови од раководството, ако сакат да отклонат од себе секаква перцепција во јавноста дека не се тие криминалците или не правеле нешто нечесно. Меѓутоа, велам, повторно таа институција мора да знаеме како и точно функционира и персонално и кадровски да биде на вистина подкована со луѓе во кои што никој нема да има сомневање за нивниот интегритет. За разлика од сега, кога самите обвинители, значи не само кадрот внатре во СЈ, туку збориме за обвинителите, за носичките луѓе на таа институција, се соочуваат со дури и издржани критики за нивната работа од надвор. Благодарам, тука правиме уште една кратка пауза и потоа вториот дел на денешниот круг. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Повторно назад во кругот, почитувани мој ваш денешен гостин, мојата колешка Катерина Нешкова. Кате, ВМРО ДПМН понуди во целата оваа ситуација една програма, ја нарече манифест, на покази. Таму има неколку точки. Мене една од нив која ми е така поинтересна е она пресликувањето можеби од грчката демократија, она доделувањето 20 бонус партеници. Да, на победничката партија. На победничката партија. Каква е тој оценка за тој манифест? Колку е тој реален, колку е издржан, колку е политички памфлет, да речеме, во овој период? Не, политички памфлет не, бидејќи доаѓа од партија која што има сериозен број на пратеници, која што гледаме дека се уште може да дрма на некој начин државата, дури и да остане во опозиција. СДСМ и ДУИ нема да имаат можност многу комотно да владеат како што тоа го правеше ВМРО, бидејќи ВМРО сега има свој голем број на пратеници. Значи памфлет не. Продолжат по оваа тактика на блокирање. Обратно, да, мене дури ме зачуди. Нема еден закон ме зачуди дури изјавата, мислам дека беше на заедно. Ќе прашам уште една работа, ќе се вратиме на манифестот. На манифестот ќе се вратиме. Дали собранието во моментов е конституирано, функционално или додека не се избере таа комисија, практично не може да работи? Не, мандатите на пратениците се верифицирани. Да, ама може да носи закони без избор на оваа комисија? Не, нема да може, затоа што не може да се формираат другите телата. Да. Значи оваа точка сепак мора да заврши. Сите конститутивни седници, да, мора да заврши. Мора да заврши, освен за една точка за која што не треба закона, тоа е распуштање нели на собрание. Значи собранието може да расправа по одредени точки за кои што не е потребно мислење од матичните тела, односно од комисиите. Значи за прашања кои што немаат законодавно правен карактер, за декларации, за распуштање на собранието, за актуелни состојби и така натаму. Дури може да се формира и адхок тело некое работно за одредено прашање. Така да за одредени прашања можеби во еден дел може да функционира. И функционира, еве гледаме, има седница. А меѓутоа за поголем дел од прашањето, односно она што е вообичаена работа на собранието, носењето закони, ќе биде закочена доколку ова тело не се формира, бидејќи потребни ќе бидат работните комисии за различни прашања, за економски, за земјоделие или како што си беа, за буџет, законодавно правната комисија за политички системи и така натаму. Иначе во однос на манифестот
манифестот, да. манифестот. Манифестот, значи памфлет не е. Колку ќе биде колкава е возможно негова целосна реализација или прифаќање од страна на СДС, ама не е возможно. Значи за тој манифест ќе мора да се преговара и најверојатно да биде видоизменет, бидејќи повторно од она што мислиш дека воопшто СДСМ ќе го земе предвид да разговара на таа? Па види, сега се заговара некаква си, иако тоа стигнува од албанскиот блок, нели лидерска средба, и наобично тие лидерски средби нели се излегува со некакви вакви, ако не се манифести, тогаш се заеднички изјави, решенија конкретни така натаму, така да ќе се најде начин некако да се испреговара. Дека ќе мора да се седне на маса, дали тоа ќе биде јавно, дали тоа ќе биде лидерска средба, дали тоа ќе бидат партиски консултации повторно, ќе мора дури и да бидат сведени на координатори во собранието. Значи ќе мора да има некаков диалог за тоа како понатаму ќе се тера. Така да манифестот кога тогаш ќе дојде на маса, не можам да кажам дека тоа е можеби резултат на платформата која што ни се случи, на албанската платформа или тиранската платформа која што ни се случи, меѓутоа не е одговор на самата платформа. Значи, таа не дава одговори на прашањата кои што ги задира платформата, туку дава сосема поинаков поглед на тоа како треба да биде организирана државата во иднина, кои се незините стратешки цели, како понатаму ќе се формира власта или парламентарното мнозинство со тие плюс 20 пратеници со цел да се добие цврста. Затоа баш ќе е потребна и промена на устав, така се отвараат и Да, тоа ние имаме проблем кој ќе ни се отвори уставот и тука застануваме бидејќи секоја од партиите има некаква идеја. Да. Некоја од партиите има идеја што треба да каков парфем да му се испрска од одговор. За одреден период. Да, така, да. Штета што купуваме ефтини парфем. Не од скапите, така да ќе постои ризик за до крај да се реализира и мислам дека ќе се проговара. Иако е добро да се има една почетна позиција, сите партии да имаат некаква почетна позиција која ќе биде отворена и јасна пред граѓаните, за да може да сме на чисто кој што уствари сака од оваа држава. Која е улогата во тој процес би имал меѓународната заедница и како ја оценува што гледа тоа дека ВМРО ДПМН имаше некои по изборите одлука дека не повеќе нема да седнува на преговори во кои што ќе бидат вклучени странци. Ние сме имале лидерски средби кои што се одржувале и без меѓународни представници. Во клубот на пратениците порано под председателот. Така да не мора да значи тешко дека може Иванов да организира таква средба со оглед на односот кој што го има с речеме албанските партии. Ама ако следиме па ќе видиме дека таквиот однос е и релативно омекнат. Значи Иванов дуи воопшто не сакаше да го прифати Иванов како председател, меѓутоа во изминатиот период се случија некакви си доближувања во смисла на комуникација. Значи со председателот на државата, тие ако не го почитуваат Иванов како човекот кој што стои на таа функција, мора да ја почитуваат функцијата, бидејќи и самите претендираат, тие имаат председателски кандидати, значи тие почитуваат председател на држава како институција. Во таа смисла може да се седне на заедничка маса и без странско присуство, и во тој случај би бил задоволен критериумот на ВМРО од една страна, а од друга страна би бил задоволен и критериумот на странците кои што викаат дека нели е потребен диалог, седнување, здрави разумни решенија и така натаму. Како оценуваш одлуката на председателот Иванов за она што е околу доделувањето на мандатот, дали таа е во функција на усложнување на политичката ситуација или како што вели председателот стабилизирање на безбедносна состојба? Мислам дека во моментов е стабилизирање на безбедносна состојба, иако не знам зошто ние се плашиме од сложени политички ситуации. Некогаш мора да веројатно затоа што влијат на безбедноста на државата. Влијат, меѓутоа од друга страна па не можете да си дозволите само заради тоа што постои ризик, значи не
Не зборуваме за веќе создадена ситуација каде што е очигледно дека би настанал проблем, туку ризик од таква ситуација, под постојан страв вие да ги менувате ставовите или пак да удоволувате некоја страна без да заземете цврста позиција затоа што можеби нешто ќе ви се случи. А особено ако со таквите одлуки се штити унитарноста на државата, се штити уставниот поредок, се штитат институциите. Во моментов Иванов можеби е ставен во незавидна ситуација и не изгледа дека на него паѓа товарот во однос на критики за тоа каква одлука носи, меѓутоа долгорочно, ако погледнеме, тогаш добро е да има страна која што е малку понадвор од процесите кои што се случуваат помеѓу СДСМ и ВМРО. Значи зборувам за натрешните судири, препекувања кои што ги гледаме изминативе 3-4 години, кои што се до ниво на ескалација на стварно на безбедносната ситуација, кој што би зазел некаков став во смисла на барање на гаранции. Значи тој не вели нема да го додела мандатот. Тој вели само ми требаат некакви гаранции дека државата ќе се со идната влада ќе се одвива во правец во кој што сите граѓани посакуваат или за кој што сме се одлучиле стратешки уште пред 10, 15, 20 години па и веќе и 27 години од незиното формирање. Благодарам. Тука правиме уште една пауза и потоа во финишот на денешниот круг. Круг со Марјан Николовски на радио Слободна Македонија. Поштовани, повторно назад во финишот на денешниот круг, мој ваш денешен гостин, мојот колешка Катерина Нешкова, каде за крај остана темата за медиумите и актуелната политичка состојба. Да, и јас не сакајки, пошто најавувавме што ќе зборуваме, кажа веќе катастрофа. Значи, може би не е до толку катастрофа, меѓутоа медиумите го изгледа подебели од крајот стапот што ни се случува изминативе 3 години. Некако на средината да меѓу двете политички партии стана. Ма не знам дали сме на средината или сме грбот со кој што нема малаат. Почна да се тркала целата ситуација со медиумите одамна и уште се тркаламе, ама се тркаламе сега удолу, не се качуваме некако нагоре, иако тоа беше идејата всушност. Или барем така почна приказната околу медиумите. Ја не знам дали се сеќаваш, меѓутоа медиумите беа едно од прашањата со кои што се преговараше, беа услов од страна на СДСМ. Добивме партиски решенија место. Добивме чисто партиски решенија, добивме прогон на медиуми, добивме незадоволни медиумски работници на кои што повеќе редовно не им се исплаќа плата не заради пазар и бизнис, туку заради притисоци. Добивме обвинувани новинари, поделено новинарство. Значи, новинарите се луѓе како и сите. Ние мора да бидеме свесни, и мислам дека и граѓаните се свесни дека тие си имаат политички ставови. Ја не гледам проблем во тоа новинар да има некаков политички став. Да, ама јас например вчера прочитав, само да видам дали можам да го најдам. Не знам дали го прочита ти на еден... Јас знам новинари кои што припаѓаат кои идеолошки припаѓаат на опозицијската партија, кои што веруваат во сето тоа и тоа е добро. Значи тие работат за своите идеали. Не е спорен моментот да имаш политички став, политичко мислење. Ама вика уредникот на еден од провладините вестници, сега више се провладени, иако мнозинството е на СДСМ, вели дека медиумите кои што тој ги раководи ќе продолжат со обединувачки сили заедно со Сдруженијата опозиција да ја донесат на власт, да помогнат во процесот на инсталирање на една власт. Тоа е малку поразлично од да имаш свој став, свое мислење и отколку активно да действуваш на терен заедно со политичка партија. Добро, сега одредени не сум ја прочитала таа изјава, претпоставам дека е на уредникот портал. Геровски не е баш уреден портал. Слободен печат и плюс инфо.
неговата последна колумна. Вика порталот Плюс добро. Дневниот вестник Слободен печат ќе ги Меѓутоа, поддржат тоа се сдруженијата вестници- опозиција и проевропските сили То- тие се вестници проекти, така, победа значи- на локалните значи, јас избори. зборувам, кога и зборувам- да се одржат тие со цел на локално ниво да се демонстрира војата за промена на Зборувам за медиуми, значи не зборувам за проекти. Слободен печат, Плюс инфо и други портали кои што би можеле Прашањето ми беше Не, не, зборувам за медиуми. каде е границата меѓу имање политички став, а каде е границата меѓу активно политичко действување на Активно на- политичко действување, тоа припаѓа на одредена политичка опција. Значи, а не и на медиум. не е на медиум. Имањето на политички став е право на секој граѓанин кој што може или има механизам тоа да го каже. Дали тоа ќе биде на новинарот во својот медиум, дали тоа ќе биде на граѓанинот на анкета или ќе биде на експертот како повикан да даде изјава, е сеедно. Значи, тоа е јасно, меѓутоа не сакам да ги навредам колегите кои што работат не зборувам за навредување. во тие медиуми, меѓутоа тие медиуми има шанса исто како СЈО да станат медиуми, меѓутоа не стана. Од друга страна пак многу медиуми кои што беа медиуми си го расипаа својот интегритет, да кажам, на некој начин, само заради тоа што се плашеа отворено да застанат и да пропагираат политички став. Знаете, па доста ни од тие повици на безличност, во медиумите, под некаква си фоскула за објективност, непристрасност, ние ги обезличивме медиумите. Тие стана не знам, постојано се говори за некаква автоцензура, меѓутоа јас гарантирам дека најголемата автоцензура на самиот новинар се случува во моментот кога ќе го напише текстот и ќе рече чекај да не ме обвинат за пристрасност. Добро, така е тука сме. Што можеби и лошо, знаете, во тој случај тогаш почнувате да ги криете одредени факти само за да изгледате објективни, непристрасни, дека И зависи се објективност избалансирани. од која страна се Тоа гледа избалансираност ми е најхит мене. Да, многу треба бидете избалансирани. И така да медиумите се наоѓаат во една состојба незавидна и резултатот на тоа е, јас веќе споменав претходните денови гостувајќи во една телевизија, е да ги ослободиме, односно да ги ставиме на слободен пазар. Па пазарот ќе биде тој кој што ќе одреди кој од медиумите ќе опстои. Не треба да ги подценуваме ниту слушателите, ниту читателите, ниту гледачите. Тие знаат што отприлика очекуваат од медиумите и знаат од кого точно што може да добијат и како резултат на тоа ќе ги купуваат, ќе ги гледаат, ќе ги слушаат и така натаму. Благодарам, Катерина Нешкова, почитувани мој ваш денешен гостин. Јас на почетокот на емисијата најавив дека очекувам и телефонско вклучување од министерот за надворешни работи Никола Поповски, кој е на средбина мешовитиот комитет во Европскиот парламент. Ме доаѓа последните информации кои што ги добивам, велат дека Поповски се уште е запатен, не можеме сепак да успееме да стапиме во контакт со него. Се надевам дека во некоја следна емисија на следно продолжение на Круг ќе биде и овде гостин, така што ќе поразговараме многу повеќе на таа тема. Почитувани, тука е крајот на денешниот Круг. Круг е емисија на Трговското радио, дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Јас сум Маријан Николовски, уредник и водител. Денеска е среда, 5 април. Имајте пријатен ден. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна Македонија.